Црвена линија во вторничко издание и нова тема пред сите нас. А што значи тоа? Дека еве ќе бидете на можност да продискутираме за нешто што можеба досега не сте имале можност да кажете или да се изјасните околу проблематиката која што ќе обработуваме денес. А еве за што ќе зборуваме. Македонската трговија чекор напред, два назад. Воведовме ИСО, ХАСАП, халал, ДДВ. Безбедна амбалажа. А од друга страна, производителите започнаа да ги нудат и своите производи преку интернет и тоа директно до потрошувачите. Дали Агенцијата за храна и ветеринарство има увид во безбедноста на овие производи? И секако за оние кои што не следат на Инстаграм и оние кои што не го направиле тоа, направете го веднаш и одговорете на нашата денешна анкета. Анкетата ни изгледа вака на Инстаграм стори. Еве, бидете подготвени и ќе можете да го дадете вашиот одговор. Би купиле ли млеко, млечни производи, месо директно од производителите? Нормално одговарате со да или пак не. Како и да е, големо да за оние кои што на 0230766677 ќе се вклучат во ова денешно издание на Црвена линија и секако заедно со мене ќе продискутираат на тоа дали може би досега сте пазарувале производи, особено храна, преку оние пласмани кои што се нудат на социјалните мрежи. Факт е дека постојат многу акаунти, профили кои што нудат своји производи, односно некои кои што најверојатно не поминале ни преку ИСО, ниту преку ХАСАП, халал, ДДВ и така натаму. Останува да ни кажете што сметате во врска со тоа и секако да се вклучите во оваа денешна дискусија. Секако од Црвена линија денес ве прашува доколку имате можност дали би чувале домашни животни и живина. Бидејќи некогаш во минатото тоа беше пракса. Сега можеби модерниот човек е пред ваква дилема. Дали можеби веќе е време повторно да се вратиме и да чуваме живина или пак домашни животни. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро од Црвена линија. Поздрав до тебе, Тина, и до телевизија Телма. Огромен поздрав и до вас. Еве да ве прашам на самиот почеток доколку имате можност дали би чувале домашни животни или пак живина? Искрено да ви кажам, во Македонија никој не чува живина, али сите чуваат домашни миленици, мачки, кучиња и така натаму. Во тоа е контекстот на чувањето. Иначе немаме услови за да можеме да чуваме ние дома живина. Кога би имал услови би чувал, зашто да не? Било тоа како што е во другите земји, прасе, јагне и така натаму и така натаму. Тоа е добра работа. Али ние го задаме примерот од Франција, чуваме само миленици, мачки, кучиња. Тоа не ме интересира. Прво да ви кажам нешто овде по овие страници каде што луѓево на некој начин нудат храна. Искрено да ви кажам, јас немам право никому да му кажувам, али јас како Аспарух не земам од такви работи, затоа што многу е лошо, храната е расиплива и не можеме да обезбедуваме храна по социјалните мрежи. Затоа јас се надевам дека трговците ќе ги зауздат. Еве сега има влада, во владата ќе се донесе одлука и цените и маржите да се запечатат, да нема зголемување, за да можат сите граѓани во Република Северна Македонија да купува по оние цени што ги нудат производителите, а не трговците 100% зголемени, за да не можеме да купиме ништо. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам, ете го скршивте мразот, се вклучивте први во оваа дискусија на Црвена линија. Во продолжение, чест и задоволство ми е да најавам дека во овој момент ќе го вклучиме и нашиот денешен гостин во Црвена линија, тоа господинот Никол Чебабовски, кој што воедно е директор на Агенцијата за храна и ветеринарство. Ве гледам, се надевам дека и добро се слушаме. Добар ден. Добар ден, благодарам пред се што прифативте да бидете дел од ова издание на Црвена линија, но ако не проговориме со вас, со кого тогаш? Зборуваме денес за производите, особено прехранбени производи кои што се пласираат на така наречениот пазар социјални мрежи. Тие не подложат ниту на ИСО, ниту пак на ХАСАП, ниту пак халал, ниту ДДВ. Како Агенцијата еве за храна и ветеринарство
ги регистрира и воопшто ги детектира неправилностите врзани за ваквиот пазар на прехранбени производи? Значи, како што кажавте и вие, денес во времето на современата технологија, навистина имаме можности да купуваме разни производи, меѓутоа не секогаш тоа купување е безбедно. Зошто го велам ова? Бидејќи оние производители примарни пред се, кои што се регистрирани според правилникот за директна обезбедување на храна, или пак се одобрени оператори согласно нашите правилници и законски, односно подзаконски акти, тие подлежат и на одредена контрола од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. За жал, на социјалниве мрежи понекогаш сретнуваме и такви објави каде што не се знае воопшто кој е производителот, од каде потекнува самиот производ и воопшто дали тој производ е безбеден за исхрана на нашите граѓани. Интересно дека социјалните мрежи се преплавени, особено со појавата на пандемијата. Генерално потрашувачите целосно беа префрлени на интернет, а со тоа и многу производи прехранбени достапни веднаш до нив. И тука некаде се стекна навиката. И веќе си дозволам да прашам дали можеби вам ви се случило да купувате преку интернет, особено прехранбени производи? Не, преку интернет не се препорачува купување воопшто на прехранбени производи, бидејќи тој начин на купување е небезбеден начин на купување, со тоа што навистина граѓаните се доведуваат во опасност по нивното здравје. Заради тоа, агенцијата воопшто не препорачува таков начин на купување. Да, постојат одредени економски оператори, без разлика дали се од примарното производство или се регистрирани оператори со храна, кои вршат достава на своите производи, меѓутоа сите тие имаат нормална своја веб страница каде што можете да ги нарачате нивните производи, бидејќи на секој производ треба да стои бар основните податоци. Каде, кога е произведено, до кога е рокот на траење, кои се условите на чување, самата декларација за составот на самиот производ, така да на социјалните мрежи за жал тоа го немат. И за жал некои од потрошувачите можеби ќе бидат жртви, ќе настрадаат, подобро да речам. Во тој случај, доколку се случи такво нешто, а пазарувале производи прехранбени преку социјалните мрежи, имаат ли право да се обратат до вас или најдобро да бидат внимателни, бидејќи вашите надлежности завршуваат само во рамките на оние производители кои што се официјални? Значи, нашите ингеренции се секогаш насочени кон регистрираните производители кои ги имаме во нашите регистри и за нивното работење, да речам условно, заедно со ними, ние гарантираме за безбедноста на производот. Доколку се случи купување преку социјалните мрежи и да жал настане одреден проблем по здравјето на нашите граѓани, тука нашите ингеренции навистина не допираат. Заради тоа уште еднаш повикувам, препорачувам, апелирам до граѓаните да се држат до стандардните ланци на исхрана, односно да купуваат само од регистрирани производители. Благодарам многу што одвоивте од вашето време и се вклучивте во Црвена линија, но важно беше да го слушнеме преку вас и ставот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Топло препорачувам и да останете доколку сте во можност да го проследите ова издание до крај, бидејќи ќе вклучуваме гледачи, а верувам дека преку нив ќе откриеме најразлични искуства и мислења. Благодарам уште еднаш. Благодарам за можноста да споделиме она што е битно за јавното здравје, односно она што е битно за здравјето на нашите граѓани. Благодарам уште еднаш. А сега е време полека, но сигурно да се свртиме кон вас. Верувам дека ви се случило и ве сте биле пред
да го наречам слободно искушение да купите прехранбени производи и тоа пласирани на социјалните мрежи како пазар на кој што најчесто скоро и никогаш нема ниту ИСО, хасап, халал, ниту пак подлегнуваат на ДДВ, а уште помалку располагаат со декларации кои што се задолжителни, во кои што стои опис на производот и пред се датум на производство и што се содржи производот. Одиме со вклучување на следен гледач во црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Се слушаме. Да, одлично ве слушам. Така. Овај што зборувавте сега, што одговараш овај само Директорот, не го прашавте од која планета е дојден, да кажува дали можеме да купуваме ван институциите. Например, јас сега ако има некоја фарма, да си купам теле да си заколам или од овците тамо јагниња да си земам да си заколам или да појдам во Струмица патлижан да си товарам тамо. Не зборуваме за фарма, зборуваме за пласирани производи на социјалните мрежи. Па види, и тие социјални мрежи што се истото не би го купил и ако ми треба ќе го купам. Да не треба да се занимаваат со тоа, него да се занимаваат народот да се вработи, да произведува и да има во изобилство, да не одат цените до таван. Ние сме на погрешна линија, сите сме качени и се возиме во обратен правец. Никој ништо не работи, сакаме да има, цените се високи. Затоа што долу луѓето више почна да не работат, горе овие само крадат, не дават ништо, не пласираат да се произведува. Значи, државата ни е катастрофа. Се кредити се земат за олигарците горе да крадат да живеат, долу сиромаштија да се мачи и сега по интернет ќе купуваат јадење. Цениве, што да ти кажам, млеко во 20 динари, тие 80 го продаваат. Благодарам многу пред се што се вклучивте во црвена линија, го цениме и вашето мислење и верувам дека до крајот на ова издание ќе слушнеме многу и искуства кога зборуваме на темата купување на прехранбени, нагласувам, производи преку социјалните мрежи на кои што воопшто нема декларација, ниту пак се по стандардите ИСО, хасап, се разбира халал, ДДВ и така натаму. Одеме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден, Тине. Секој добро, драго ни е дека сте дел од црвена линија, па еве дали некогаш сте пазарувале прехранбени производи преку социјални мрежи? Од нерегистрирани производители. Чекајте вака, ова не постои од вчера. Не постои само за млечни производи, млеко, месо, не постои од вчера. Така, не постои од вчера. Постои, затоа рекол, претходно, он збори као 19 век. Збори уште дека земјоделците, дека се неписмени и не знаат да комуницираат преку интернет и не знаат да купуваат и да продаваат. Не зборуваме за производи и производители кои што не се регистрирани. Производите нема декларација, што значи потрошувачот нема достапност до тоа што содржи во производот. Датум на производство. Кој треба да реагира? Дали е сигурен тој пазар? Тоа прашуваме. Па да го регистрира производителот. Производителот е регистриран. Ако плаќа сите дажбини према државата, тој е регистриран. Плаќа и земјоделство, тоа и пензиско, и здравствено, и водарина, и не знам, хербициди, пестициди, се што се плаќа, се е регистриран кај што купува. Зошто се правиме глупи? Мора кај мене. Затоа вие у Скопје така, да ти соидник старавте, преку мојата фирма. Само преку мојата фирма. Затоа Скопје ќе скапете така. Кажете ми, дали сте вие лично производител на прехранбени млеко, дали имате можеби собствена фарма? Не, јас случајно сум земјоделски инженер, агроном. Земјоделски инженер. И затоа не се бламирајте дека сте најпаметни. Благодарам многу, цениме тоа што се вклучивте во црвена линија. Слободно кажете си го вашиот став и мислење, тоа е дозволено. Она што не е дозволено во црвена линија е секако користење на се разбира зборови кои што се навредливи, потоа секако говор на омраза и така натаму. Во тој случај црвената линија веднаш ќе се активира. А што се однесува до различни ставови и мислења, добре дојдени се во црвена линија. Одеме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Се надевам дека добро се слушаме.
Добар ден. Добар ден, секој добро до вас и добре ни дојдовте во Црвена линија. Убаво прашање поставувате на телевизорот, дали би чувал домашно живоње или живини? Да, животни. Па би чувал, зашто да не, за вие што се преку партиите што ги вработуваат во државни фирми да си седат на фотели. За време Југославија толку немаше администрација вработено кога сега што има една педа земја Македонија. И зошто да не, они нека се зимат таму по 500, 600, 700 па некои 1000 евра, само си седат, зимно време климите, дони ги топлат, летно време пак климите ги разлатуваат, струја трошат и после немало струја. Па зошто да не работам за нив, нека јадат, да имат месо да јадат, млеко да пијат, оти тие треба да ги негуиме, оти без нив нече можиме. И треба да работиме ни, вие сиромасите, живини да гледаме, да имат они млекце да си пијат, мед да јадат, пчели да чуваме, земјоделие да произведуеме, овошје, зеленчук, за да има што да јадат. Бостан треба да произведуеме, грозје, се, да има што да пијат, да јадат. Имам впечаток дека сте производител, па ќе ве прашам дали продавате преку социјалните мрежи, доколку не сте, дали ви се случило да пазарувате прехранбени производи преку социјалните мрежи? Преку социјалните мрежи имам купено од Амазон ли како викат една фирма, вие светилки што се од сончева енергија, од сончева светлина. Зборуваме за нерегистрирани производители, прехранбени производи. Не, такво нешто не сум порачал и нема ни да порачам. Има. Така, благодарам многу, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Топло препорачувам да продолжите да не гледате. Драго ми е дека ви има во голем број, во тоа е и нели поентата и мотивот на Црвена линија. Сакаме да слушнеме што повеќе искуства се разбира кога зборуваме за купување на прехранбени производи од нерегистрирани производители кои што се ги пласираат своите производи на социјалните мрежи. Нов гледач, добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Прекрасно ве слушам, драго ми е за тоа и еве, дали ви се случило да купувате прехранбени производи од нерегистрирани производители преку социјалните мрежи? Да, сме купувале. Какво ви е искуството? Да, сме купувале. Добро. Најчесто што сте купувале? Млеко? Без разлика, млеко, месо, млечни производи исто. Добро. Еве. Што му фали на тоа? Јас мислам дека е многу почито тоа, директно го зјава од производител што го познавам. Добро. Нига ли да го зјавам јас од маркетите, таму адитивите, туруно, 300 отрувишта. Дали тоа значи дека кога го бирате производителот се информирате околу тоа какви се неговите производи, ако е на социјалните мрежи пласманот? Па тоа е да мора да бидат информирани, да се знае од кого зиваме, што зиваме и како зиваме. Како тоа изгледа кога пазарувате преку социјална мрежа, да речеме, бидејќи тој не е регистриран производ? Не купувам, директно со познатство. Така. Дали може би вие во иднина планирате да чувате добиток или живина, да одгледувате сами да си произведувате за своите потреби? Да, би чувал, али кога би само, би со земал земјиштето, на овие што ги зема земјиштата од државата, за да си ставаат субвенции во джеп, што нема ни мотика, ни прашалка дома, што не знае што е земјоделие, земјата ја дава на некои си други, да ја работат, од тоа плюс му зима, да речем, по 100 евра, 200. Благодарам многу, ке повторам, внимавајте на тајмерот, секој излагање на еден гледач е 90 секунди, тоа се правилата на Црвена линија, а нема секако да изоставам да се заблагодарам и на гледачот кој што се вклучи во оваа дискусија. Продолжете да не следите и доколку и ве чувствувате потреба да продолжите или нешто плюс да додадете, а времето ви истече, јавете се секако повторно. Ако имаме гледач, веднаш ќе преминам на гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве Да ви слушам. кажам, еве, дали би овакво, што се, овакво фирми, да речем регистрирани и све, еве сега крај вишли да не ја кажем која фирма е пишува, треба сите да се повлечат.
Значи што ако е регистрирана фирма и тука има пропусти, па имаше оние бебешки храни, исто ги повлекоа, исто регистрирани познати Така, фирми. дали вие сте пазарувале преку социјалните мрежи од нерегистриран производител кој што дома произведува? Храна не сум овако купувала, меѓутоа со години купувам вака од производители приватни. Значи, јас млеко, козио, прво не знам колку години купувам све од приватни. Да кажам и кравио млеко и ред други, да не набројувам. Значи, нема што. Например, кога идеш у Бачило на сирење, добре, канци, кашкава, пити, што сакаш и што му фали. Значи, уопште не е битно дали е регистриран или не е регистриран, битен е квалитетот. Сега квалитетот. Тука се прават 350 дубари во оваа АХВ, сега никој никад не ни пере мозок и ние народот многу убаво знаеме, не сме черашни, така да ја би чувала кога би имала, мислам, овако могуćност обавезно. Меѓутоа, пак ќе кажам, ништо не значи ако е регистриран и не регистриран. На пазарот купуваме сите, купуваме се и се што. И порано се купуваше по... Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. Сега малку ќе ве прифрлам кај Твитер заедницата. Црвена линија побара најразлични твитови и коментари, па и веќе ги споделам со вас кога веќе зборуваме на оваа тема. Батлак или ти пиштол, вели, неделја и сви сте ту, ова ќе го приведам, бидејќи добро познат стих од една позната песна, значи недела и сите сте тука, и еве како тој самиот си флашира, предпоставувам во теглички, или е млеко или е јогурт, но интересно дека на оваа негова објава има коментар од стариот Соу Спирит кој што вели: ради вакви како тебе економијата ни стагнира, башка ни хасап ни ИСО. Она што очекувам од вас е секако да се вклучите во поголем број. Верувам дека како потрошувачи имате најразлични искуства, и позитивни и негативни, а зборуваме на тема што, доколку и дали би пазарувале прехранбени производи кои што се пласираат од нерегистрирани производители на социјалните мрежи. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Секој добро? Ако може малку погласно. Се слушаме, викам? Да, одлично ве слушам, добре. Повелете. Така. Викате нерегистрирани производители. Така? Така. Да, може би тие продават поквалитетна храна или нешто што тие го нудаат. Но пред малку соговорникот што рече сиромашните ќе садаат, ќе јадаат некој, дали вие преку телевизијата сега јас можем да ви дадам банани? Еве ве прашувам вас. И дали ќе знае, дали можеме тоа да го ствариме? Преку телевизија да ви дадам банана? Може? Не може. Значи, продолжете, не ви одзимам од времето, ве молам. Тоа ве прашам, значи, дали може преку телевизија да ви дадам ја банана? Не може. Овие кои се метнуваат во тој регистар и продаваат, а викат нерегистрирани. Како тоа се нерегистрира? Тоа значи дека не... Тоа е интернет. Како? Ајде. Тоа значи дека некој може би си произведува дома да ја прикаже својата роба. Ало, ме слушате или вие сакате да зборувате? Па ме прашавте да ви кажам зашто зборуваме, продолжете. Па зборуваме за нарачка преку интернет да си земеш храна. Преку интернет, преку телефон, може дете да имаме ја и ти. Чаки едни, мобил. Рековме погредни зборови, не бидете, се разбира, да се излагате со говор на омраза. Она за што зборуваме? Значи, зборуваме за тоа какво е вашето искуство. Некој смета дека воопшто нема ризик. Ако го зборуваме за нерегистрирани производители, сметаме дека таквиот производител можно е да произведува дома и да се пласира преку социјална мрежа. Во најголем случај тоа е Facebook, а во последно време и Instagram. Ве прашуваме како потрошувачи, дали би се изложиле на ризик, доколку не го познавате производителот, немате никаква препорака, би ризикувале да купите прехранбени производи.
Како и да е, слушаме за вашите искуства и се разбира, цениме секакво мислење, она што е најважно, заборавате на говорот на омраза, без вулгарности, без непристојности, за да не се вклучи црвената линија. Тоа е се. Повелете. Добар ден за следниот гледач. Здраво. Здраво, секој добро и до вас, црвена линија. Вака сега, јас сум потросувач на интернет, мислам купувач на интернет, купувам. Купувате, често. добро, во ред. До скоро време не ми паѓа се на памет да купувам прехранбени производи. Меѓутоа, кога слушам дека млеко да го откупуваат за 25 денари, а го продават 80 денари, и гледам дека на социјалните мрежи се појавуваат доста групи, директно да си набавуваме храна. Значи, ако пример, конкретно млеко, ако млекото е проверено, ако е испитано млекото, тоа не. Значи, и продавачот добива и јас добивам. Наместо купувам за 80 денари млеко, јас ќе купувам за 50 денари, ќе се договорам, ќе ми го носи дома или ќе си го вземам како и да е. Значи, цените се превисоки, кога веќе имаме можност да бираме, ќе избираме нормално по-ниски цени и од сигурен произведувач нормално. Како детектирате кој е сигурен, кој не е? Зборуваме на социјалните мрежи, бидејќи производите се без декларација, без... Така, конкретно од градот по кој живеам, ќе се сретнам со производителот, ќе видам дали има било каков сертификат, дали ако се работи за млеко, кравите му се проверени нормално, дали се здрави, мора да имате некој документ, било каков сертификат. А доколку вие бидете во можност да сами произведувате храна, чувате живина, добиток, дали тоа би го направиле? Со задоволство, ама набавку не можам. Благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Различни искуства можеме да слушнеме се какви мислења, ставови и одиме да слушнеме уште еден став во наредни 90 секунди. Значи, нов гледач, добар ден. Ало, добар ден. Секој добро и вам, црвена линија. Видите, јас купувам преку интернет баш денеска од Гостивар порачав канта сирење. Така. Бидејќи тоа ќе ми биде втора или трета набавка од истата млекара, фактички од истото лице. И до сега сум задоволен од квалитетот жив сум. Првите два сум ги преживел и цитирам понатака. Дали го гарантира за квалитетот? Па нормална работа, затоа што преку Facebook го гледам неговиот Facebook профил, а воедно и гледам да луѓе речеме што купиле коментарите. Меѓутоа тоа не ми е нека голема сигурност. Ресија, да кажеме првиот пат рискирав едно кантиче од 3-4 килограми, го бендисаа дома и си порачувам, немам ништо. Млеко купувам исто од приватно лице, комшика ми е таа, меѓутоа не знам дали вие сте пробале кравиот домашно млеко и кравио млеко од маркет. Да видите разликата која е. Млеко без кајмак од озгора не е млеко за мене, да ви кажам право. И мене ми е многу жал што не ги учиме децата да пијат домашно млеко, него ги тераме да учат да пијат млеко од маркет. Така да, кисело млеко исто си правиме дома, затоа што си купувам поголема количина, да кажеме 3-4 литра. За кисело млеко супругата ќе направи. Кокошки, поради конфигурацијата на теренот кај што живеам и кај што ми е место до куќата, чувам и се трудам да го зголемам јатото. Сега имам 10. Здравје Боже до година да видам здрав и жив, кидам на 20-30 кокошки. Неќе сопругата од ми кочи не ми дава да чувам свињи, иначе и кочина ќе направам, ќе си чувам свињи. Најверојатно просторот не го дозволува тоа. Голем поздрав и до сопругата, особено големо благодарам што се вклучивте во оваа денешна дискусија. Одиме сега со следен гледач, доколку го имаме. Добар ден. Да, тука е. Се назвам Добро ме слушате, црвена линија, па еве какво е вашето искуство, кој е вашиот став? Ало, да ве слушаме, повелете. Добро, чи ме слушате, ќе ви кажам. Ова што зборат за храна. Јас знам дека сите што чуваат крави, сите се прегледани и имат на улица ставено маркет и тоа бројчиње едно друго. Значи таа крава е исправна и исправно е млеко. Јас млеко взимам секојаш од приватен, значи отидам взимам 10 кила, го киселам од тегла и тоа го чувам може 3-4 месец дена може да биде да стои и го јадам. А додека ово што ќе го купиш за една недела готово се смирисо и не го јадеш, не може да се јаде. Као прво, значи секоја храна што се прода, што взимаме ние приватно, да речеме, ќе отидеш од приватно ќе земеш, кога тој пие, да речеме, фамилија има 10 души или 15, работи едно друго, сите се здрави, прави, црвени, куво лице, као рак,
Зашто ја да не купам од неа? Да не е ова што го зима, што го нуда, што донасат од Италија или од неа, од Турска или од друго, тоа е многу поквалитетно до нашата само роба. ова би ве прашала, дали сметате дека се што се нуди на социјалните мрежи како Facebook? Гледај што по социјални мрежи не зимам никогаш роба, него сидам директно и зимам се од човекот. Човекот влегол натред, зимам, дај ми 10 кила млеко, зимам си колку пари, толку плаќам, донасам дома, го киселам и секојаш пијам пиво, не само јас. И ја и мои деца, значи унуци, параунуци, значи нон-стоп тоа е приватно млеко. Ја не сум дал на деца одно. Фала Богу, до сега сме сите живи, здрави и прави. А ово што вика преку социјална мрежа и ово што збореше претходно што вика дека треба да има бардер едно друго. Абе тоа млеко ако не е испрано џабе што Благодарам многу што се вклучивте и вие во Црвена линија. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Вие сте во Црвена линија. Се надевам дека се слушаме со гледачот, бидејќи сепак предност имате вие. Добар ден, Црвена линија. Добро, што ме така се префрламе на Твитер заедницата, ќе ве потсетам дека можете да лајкнувате, шернувате и коментирате на Facebook, се разбира на Твитер, а на Инстаграм задолжително и ве вклучете се, заследете не и одговорете на денешната анкета. Би купиле ли млеко, млечни производи, месо директно од производителите? Одговарате со да или не. Ми јавува дека има гледач, така да јас веднаш ќе одам со гледачот. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно, тоа би било... Ве поздравувам. И јас ве поздравувам. Во студиото, од Битола се јавувам. Голем поздрав до битолчани кои што не следат. Фала ви. Значи се работи за млеко и млечни производи, дали преку интернет не е битно. Важно е дека би купиле од производител во секој случај. А зошто? Заради тоа што производителот директно како што е, би го продал, доколку се знаете и така натаму и си работи честно и поштено, а доколку го дадете во ИМБ млекара, половина чешмата ја пуштаат во него внатре, а половина прашат. Млеко во прав. И тоа воопшто не мириса на млеко. Се јавувам од рурална средина и знам што значи млеко, кој ќе го свариш да има корка од озгора, ние по струшки го викавме кожурок. Така? И значи тоа е млеко, мириса на млеко, а не ова во картонот запаковано. И со разговор на еден од млекарата наша најголема во Македонија, која продава на србите, вели зошто му велам млекото од Босна е поевтино, не е битно од кој, ајде да не правиме конкуренција, маркетинг тука. Зошто е поевтино, а ми вели картонот, ние немаме картони за пакување на млекото, алумински биле вакви онакви, а алуминиумот е канцероген. Не е битно. За пакување на млекото, тетра пак ваму таму, вели многу е скапо, ние го купуваме од странство и тоа многу кошта и запис. Внимавајте на тајмер од 90 секунди, се разбира, големо благодарам и до вас што еве ни се јавивте од Битола. Поздрав до битолчани кои што ја следат Црвена линија. А сега одиме со уште еден гледач чинам. Добар ден. Дајте телефонот звони, секој добро и вам. Самата влада, што не сака да помогне, малку да ги скрати бизнисмените од нивниот голем профит, си прави на себе сива економија. Значи, ова ти е буквално, не знам како да кажам, купуваме ние од приватни, не е регистрирани, немаш фискална, не плаќа данок и све. И што добива владата од тоа, се нека ми кажеме, Феде Малков нека размисли владата малку пошироко. Значи, самата влада со свој камен по глава си удира. Од една страна, а овие производителите закаснива до сега. Ова требаше уште многу порано да го направат. Па владата нека им стои тогаш млекото и ред други работи и како што рече господинот, унутра со алуминиумот сите знаеме и флуорот што е, а они бутаат тоа во млекото и го пакуваат во такви опаковки. Значи, самата влада, ја мислам дека овие се, добро не мислам него и така, тие се нивни, нивни се, како да кажам, сопартици или овако
заедно работа и сега чекај, ние маржа ќе ви дадеме, вие покачујте ова и после ќе делиме и после тие финти веќе се поминати. Меѓутоа, ова требаше да биде уште порано и како што има сегдека во светот млеко маки, тоа треба кај нас да се става. И народот да може секој сам да иде да си зима. Тоа е нешто најубаво што може да биде. А млекото се вари какво сака да е, што да е, ти кога го враиш на колку таму 200. Благодарам и вам што искористивте можноста да кажете ваше мислење во 90 секунди. Сега ќе одмориме малку со реклами и се враќаме на резултатите од анкетата. По рекламите времето е резервирано за резултатите од анкетата, а еве како гласавте и одговоривте на Инстаграм црвена линија анкетата. Би купиле ли млеко, млечни производи, месо директно од производителите? Со да, одговорија 100% од гласачите, а не 0%. Продолжете да не следите, се разбира, на социјалните мрежи, Facebook, Twitter и Instagram, бидејќи секој ден имаме актуелни жешки теми на кои што сакаме да го слушнеме вашиот став. Ве препуштам на програмата на Телма, а јас и вие повторно во истото време утре. Довидување.